Се уште ништо од замислениот проект за консолидација, односно окрупнување на земјоделското земјиште. Процесот е заглавен, а земјоделците скептични. Во Струмичко требаше да се консолидира земјиштето во Моноспитово, но засега нема никаква активност на терен. Земјоделците велат дека едно е што предвидува некој проект, а сосема друго е како ќе се спроведе и дали ќе наиде на прифаќање или отпор кај земјоделците. Мислам дека самата примена за укрупнување кај нашите земјоделски производители ќе оди малку потешко отколку што се мислеше, а ќе оди бидејќи претходно спомнавме, требаше да до објаснување на нашите земјоделски производители како и на кој начин ќе треба тие своето земјиште да го окрупнат, како и на кој начин ќе применат во фазата на производство. Според Велков, слична е ситуацијата и со земјоделските задруги. И за нив имаше најавено силна поддршка, но земјоделците не ги препознаа како начин да имаат поуспешно земјоделско производство. Едната од идеите беше формирање на задруги кои што ќе овозможи укрупнување на поголем број на земјоделски стопанства и заеднички пристап на производство, меѓутоа веќе првата задруга е формирана пред 10-15 години, ги има неколку во државата, мислам дека има некоја негативна работа при функционирање на нив и затоа еден од сегментите што доаѓа до непримена на укрупнување на земјоделското земјиште и неправилен пристап во самото производство, баш е тоа. Мислам дека неминовно е дали ова министерство, дали ова влада или некоја следна пред донесување на било која на кој закон, неминовно е заедничка комуникација со науката и со самите земјоделски производители. Консолидацијата на земјиштето во државата ја спроведува Организацијата за храна и земјоделство при Обединетите нации ФАО. Замислата на проектот беше да се овозможи поголема рентабилност, намалени трошоци и поголема конкурентност на производството.